Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест вечерва мој гостин да биде министерот за спорт Борко Ристовски. Добре дојавте. Благодарам поканата. Министре, буквално кажано 6 месеци потоа или половина година од како дојдовте на власт, како ги оценувате состојбите во македонскиот спорт како министер? Има ли поместувања од она мртва точка која што ја затекнавте кога ја презедовте функцијата, односно со како биланс себе да речеме или резултати, сега ја завршувате годината? Добро. Сите знаеме во каква ситуација ни беше и се уште ни е спортот. Не може да очекуваме дека преку ноќ или за 6 месеци ќе се смени многу, меѓутоа за 6 месеци покажавме и докажавме дека може многу повеќе се работи, може правилно да се постават работи кои што се начин на финансирање, работи кои што се правилен начин на финансирање, да не се финансира као претходно све она целиот свет буквално и да ни стои во место и клубовите и федерациите едноставно да чекаат пари од државата и да ајде народски кажем да спијат на тоа увод дека државата ќе им даде финансиска помош и дека така треба да функционира спортот, што според мене е погрешна политика, сосема погрешна, затоа што правите од луѓето да едноставно чекаат се од државата, да не се развива тој менаџерски инстинкт, тој менаџерски ајде да кажем начин на размислување за да се дојде до повеќе средства, да се бараат спонзори, да се бара самостоен начин на финансирање и државата секогаш според мене треба да биде тука за помош. Никогаш помошта од државата не треба и не смее да биде поголема од 20%, затоа што на крај на денот ние не сме во комунизмот, па државата да финансира спорт или државата да истура пари во спортот и да каже сега ќе се бавиме со спорт. Значи, тоа се некои работи кои што мораме, се уште има на доста луѓе што не име јасен начин на кој што ќе функционираме во иднина, и тоа во иднина ќе се обидеме низ јавни дебати, низ состаноци кои што ги имаме секојдневно да им објасниме дека повеќе таков начин на функционирање нема да постои, ќе функционираме по принципот на резултати, ќе функционираме по принципот на јавен интерес, се она што ќе финансираме, се она што е јавен интерес, се она што е интерес на државата, се она што се вика промоција на вистински вредности, кои што државата ги препознава и нема да ги истураме оние средства безцелно, кои што се покажа во изминативе 10 години дека апсолутно никаков прогрес, апсолутно никакви резултати немавме во спортот. Така да покажавме за овие 6 месеци дека може многу повеќе се работи. Капиталните инвестиции ги ставивме во фокус во овој прв период. Паралелно со исплатата на сите оние заостанати субвенции кои што ги немаше исплатено Агенцијата за млади спорт или претходната влада, ги обезбедивме, ги исплативме. Заклучно со вчера ги обезбедивме и исплативме последните средства од игри на среќа. Така да се она што беше наша обврска како министерство, како ново министерство, само 6 месеци го исполнивме, покажавме дека почнавме доста капитални инвестиции, почнавме комплетно реновирање на спортската сала Расадник, која ќе кошта околу 120 милиони денари, враќање на еден спортски бисер што значеше во минатото салата Расадник, комплетно реновирање на спортската сала во Радовиш, која што е веќе завршена, комплетно реновирање и замена или делумно реновирање на салата во Ново село, изграда на 5 до 6 мултифункционални игралишта, 3 до 4 фудбалски игралишта, така да направивме доста за овие 6 месеци, значи успеавме да ги сфинансираме, да ги спроектираме и да ги реализираме сите овие работи кои што ги направив, што за функционирање за ново министерство 6 месеци е многу. Или да не биде дека сами се фалиме, јас сум сосема задоволен што го направивме во изминативе 6 месеци, но тоа апсолутно не значи дека ќе застанеме тука. Имаме многу нови проекти за следната фискална година, имаме многу нови работи и начини на кои што сакам да се финансираме или ние така гледаме дека треба да се финансираме, така да има се уште многу предизвици. Мојот начин на размислување е дека државата треба да обезбеди услови за да се сите љубители на спортот бават со спорт, да се направат услови кај што сите дечиња ќе можат секојдневно да се бават, да имаат, пак ќе повторам, услови за тоа и така да преку една масовност да направиме квалитет.
и да финансираме врвен спорт, да направиме разлика што е врвен спорт, што не е врвен спорт, да направиме разлика што е олимписки спорт, што не е олимписки спорт, и така една да полека пробуваме или се учиме како треба да изгледа според нас едно финансирање, една грижа на државата кон спортот. Предпоставувам има многу незадоволници од новиот пристап кој што го промовирате. Оние да не речам лежи лебу да те јадам, имам клуб, па мора да добијам пари. Кој што во секоја фела и сектор ги има, нели? Како се справувате со нив? Па добро, веројатно и во другите сфери на општеството постојат такви луѓе, постојат и во спортот. Па пробуваме да објасниме дека тоа време на финансирање заврши, дека државата ќе финансира сега се она што е јавен интерес, оние субвенции за нормално функционирање на федерациите и на клубовите си ги добиваат низ во текот на годината, меѓутоа оние дополнителни средства кои што претходно, да речеме, Агенцијата за млади спорт и државата ги исплаќала на федерации, на клубови, по основ на програми кои што воглавно никош не се исполнувале со должна почит на исклучоци, меѓутоа воглавно не се исполнувале. И се луѓето се навикнати да добиваат, како што кажавте вие, секој средство од државата за нормално функционирање. Дел од тие средства не се користеле правилно, оделе за купување на автомобили, користење за тие средства за одење на одмори, тоа повеќе нема да има. Ќе финансираме, како што напоменав, ќе финансираме исклучиво таленти, ќе финансираме исклучиво јавен интерес, ќе финансираме се оно што промовира вистински вредности и се оно што промовира и што создава млади спортисти кои што, пак ќе повторам се некако поврзано, меѓутоа млади спортисти кои што ќе промовираат вистински вредности и ќе промовираат Македонија надвор од нашите граници, што за нас е вака доста важно. Реално 6 месеци е премалку време, но еве дали сте задоволни додека еве сте министер, од кога сте министер, со она што се случува во спортот и во која насока се движи? Има ли некаква промена во целата приказка? Зборуваме од сега па и пред 6 месеци. Па напоменав дека има разлика, барем во начинот на она што го напоменав претходно. Денеска имав работен состанок со младиот пливач кој што ја представуваше Македонија на Олимпијадата, кој што не сите така го исмејава, тој е младиот Ѓуре Тановиќ, така да денес имавме работен состанок. Едноставно сакав да ги поздравам сите оние резултати кои што ги направи изминатава недела, да го поздравам за се она што го прави како спортист за Македонија, кој се уште е тоа младо дете, 17 години, и лично имав можност да нему и на неговиот родител соопштам дека државата ќе помогне во заминувањето на подготовки на тоа младо дете, и тоа е начинот, го посочив како еден од примерите, тоа е начинот на кој што ќе функционира во министерство. Средствата ќе одат директно на спортистите за да ги користат за своите програми, кои што нормално ќе бидат контролирани од државата, дали се потрошени правилно, и на крај ќе бараме резултати за тие средства кои што ги добиваат. Претходно одеа по некои си замислени програми кои што во најголем дел не ни стигнуваа до тие спортисти, така да тоа е различниот начин на кој што ќе функционираме во иднина. Мислам дека финансиската поддршка за вистинските спортисти, млади таленти и сите оние кои што ја промовираат Македонија ќе биде од година во година на повисоко ниво, и нормално очекуваме резултатите да се видат после, да речеме, 6 месеци до една година, затоа што во спортот нема инстант резултати. Не може да направите ништо доколку не вложувате во себе, не вложувате во своите подготовки, во психолог, во нутриционист, така да ние мора да направиме на граница и да кажеме дека сите нема да добиваат средства, ќе добиваат помош од државата оноку колку што е потребно да функционираат, меѓутоа средствата ќе бидат фокусирани, или најголем дел од средствата ќе одат на поддршка на вистински вредности, јавен интерес и врвен спорт. Спортот е широко поле за действување и делување, но еве во текот на овие 6 месеци на што најмногу и конкретно се фокусиравте во работата и активностите на министерството? Па ви напоменав на почетокот. Да. Значи капиталните инвестиции се важен дел од функционирањето на министерството, затоа што ние силно мислиме дека не може да бараме резултати од никого доколку нема
основни услови за функционирање, така да капиталните инвестиции се она во кои што бевме фокусирани изминатиот период или први 6 месеци од функционирањето. Кажав дека и следната година ќе биде фокусот на капиталните инвестиции, нормално со финансирање, како што напоменав, на млади таленти, на врвен спорт, на клубови спортови кои што се од јавен интерес, кои што апсолутно не мора да имаат никакви специјални резултати, меѓутоа кога се од јавен интерес, зборувам за нешто кој што обединува, некој клуб кој што обединува, дали се работи на локален некој град или се работи за нешто што обединува и надвор од границите, така да ќе финансираме се она што е важно за да можеме во блиски иднина да бараме резултати од тие кои што нормално ги финансираме, како пливачот, не знам, во првиот дел ќе бидат тоа и скијачи млади талентирани, сега и пливачот и скијачите, во март и во јануар ќе бидат други спортови во фокусот, како и теквондо кои што го финансираме, така да ќе ги одбереме оние 5-6 спорта кои што се вистински за државата, спортови кои што се во минатото носеле најголем успех, така да тоа ќе биде нашиот фокус. Имаме одлична соработка со новиот претседател, да напоменам, на Боксерска федерација. Се договоривме да и тамо направиме некои драстични промени кои што ќе значат враќање на боксот, иако не е олимписки спорт, меѓутоа е доста традиционален и вреден за нас како држава. Враќање на боксот на повторно на мапата, да биде повторно еден спорт кој што ќе обединува, спорт кој што ќе промовира вистински вредности и спорт на крајот на денот кој што и во минатото носи резултати. Така да во овие се 5-6 спорта во кои што ќе држиме фокус, очекуваме подобрување на резултатите, кажав, во една рамка од 6 месеци до една година и на крај на денот да заедно успееме да спортот си го исчистиме од сите оние луѓе кои што отвориле клубови или се по федерации или имаат било како финансиски бенефит од ова, за да останат само оние вистински љубители на спортот и сите оние вистински луѓе кои што го љубат и сакаат да преку спортот се промовираат себети, своето дете, својата држава, својата татковина. И таму имаше одредени проблеми, но се сменија работите, имаат нов претседател во фудбалската федерација, имате добра комуникација со Омер Агич? Да, веќе остваривме телефонски разговор со новиот претседател на фудбалската федерација на Македонија. Во периодот во нареднава недела ќе оствариме и официјална средба на која што јас го напоменав тоа и во телефонскиот разговор. Новиот претседател ја има комплетната поддршка и се она кој што е во интерес на фудбалот, на спортот, на државата, на јавниот интерес. Ние сме спремни како министерство да соработуваме со фудбалската федерација Македонија и да го направиме спортот, фудбалот да биде повторно еден од оние спортови кои што ќе промовираат вредности, а не да гледаме како до сега лоши терени, лоши пораки политички на трибините, проблеми меѓуетнички кои се слушуваат највеќе на фудбалските стадиони, така да треба сите заедно да работиме, затоа што министерството мора да биде партнер на сите федерации, меѓутоа за да бидете партнер со некој од таа страна треба да има разбирање и да почнат сите луѓе да разбираат што е јавен интерес, што е интерес на државата и што е интерес кој што сите ние треба да се ставиме над нашите лични суети, ега и не знам било какви проблеми и да знаеме дека и да сватиме конечно дека државата мора да биде над се. Пледирате кон враќање на вистинските вредности, мора да признам дека полн погодок и најдена буквално еден вистински бум кај народот и одобрување. Моментот со укинувањето на државната помош за оние спортисти кои што рекламира обложувалници и кладилници се среди работата во меѓувреме, но ефектот беше одличен. Продолжувате и во таа насока, така? Да, значи пред извесен период имавме состанок или знаете како потпишавме тој меморандум за меѓусебно разбирање со ВЛТ и имавме телефонски разговор со директорот на ВЛТ на кој што ни беше соопштено дека повеќе нема да се користат тие лица кои што се користеа во минатото за промовирање на казина, кладилници и сите тие, не знам ни како да ги наречам, и се договоривме да
да се користат спортистите во интерес на спортот, во промоција на вистински вредности, тие спортисти можат да се спонзорираат репрезентации, екипи, тимови, поединци, меѓутоа никако да се експлоатираат и тие спортисти да се користат за се она што беа користени претходно, да снимаат реклами за казина, да снимаат реклами за кладилници, не знам зашто. Така да во разговор со Горан Пандев тој се повлече од спонзорирањето, Кирил Лазаров се повлече од спонзорирањето, Иџе се повлече од спонзорирањето, тој ќе биде и се уште заштитно лице на ВЛТ, затоа што има договор, меѓутоа нема да биде експлоатиран, ако можем така да кажем, на начин на кој што беше до сега експлоатиран. И мислам дека постигнавме убав ефект и добар ефект и испративме на убава порака кон јавноста дека државата мора да се грижи за сите работи и пак ќе повторам, тоа е само еден дел или еден сегмент од она што значи државна грижа за сите работи, дури и да ги заштитиме спортистите и бившите спортисти и звездите на Македонија од било каква експлоатација во лоши пораки. На една недела буквално пред крајот на 2024-та, за една недела стартува 25-та, што се планиравте и дали успеавте да реализирате она што ви беше планирано за годинава и што останува да се дореализира за следната година? Видете, јас вчера имавме состанок во Министерството и можам да кажам и да најавам, па и да се пофалам ако сакате, сум многу горд на се она што го направивме целиот тим околу мене и сите во Министерството за овие 6 месеци, тоа што буквално реализацијата на капитални инвестиции ни е 100%, значи се она што сме го замислиле, сме го реализирале. Реализацијата на целокупниот буџет на Министерството за спорт е околу 98%, што е сериозно висок број и процент. Јас колку што имам информации, никогаш Агенцијата за млади и спорт немала поголема реализација на капитални инвестиции од 40 до 50%. Ова е 100% остварување на се она што сме го зацртале и сите оние средства кои што биле планирани за капитални инвестиции сме ги изреализирале, што е сериозна бројка и можам да кажам дека сум многу горд на тоа. Она што им да упатам една јавна благодарност за сите оние кои што работат во Министерството, кои што дел од мојот тим, за се она кои што го поминавме изминатиот период, затоа што не сум баш лесен соработник, доека работите не почна да се движат во насока на која што треба да се движат и затоа им се заблагодараме јавно. Она што ова беа позитивните работи, она што можам во негативен контекст да го кажам, а тоа е дека изминатиот период исто вршевме анализа на се она што беше заостанато од претходната Агенција за млади спорт. Сите оние базени кои што се почнати како една црна дамка стојат по општините се дека ќе се почнати, сите оние базени кои што се почнати и се со реализација можеби од 40 до 50% за 5 години поминати и тоа ни беше вака како една анализа. Морам да најавам дека следнава недела и ќе поминам да проверам до каде е со изградбата, меѓутоа се тоа стои така 5 години. Една од моите цели за следната година ќе биде да ги реализираме до крај на летото се она што беше застанато 5 години со изградата на базените, да успееме со една убава пријателска соработка со сите оние кои што се економски оператори, да успееме да заеднички најдеме некој јазик, да ги завршиме до крајот на летото, што мислам дека вака можеби е преоптимистички од моја страна, меѓутоа ја секогаш повторувам, тој еден убав позитивен притисок мора да постои и од страна Министерството кон економските оператори кои што ги градат тие базени. Имавме еден состанок првичен, мислам дека позитивни вибрации добивме од нивна страна. Тие се уверија во се она што го разговараме денеска, дека Министерството секогаш ќе биде партнер, секогаш ќе се исполнува своите обврски, меѓутоа треба да бидат свесни дека кога треба да се работи во 2 смени, ќе се работи во 2 смени, кога ќе биде пауза за одмор, ќе биде пауза за одмор, меѓутоа и тие треба да се свесни дека јавниот интерес и обврските кон државата мора да се испочитуваат во целост
некогаш ќе биде тоа на штета на економскиот оператор, некогаш ќе биде тоа на штета на времето кое што ние можеме да го понудиме како работа. И мислам дека тоа е еден од целите, а тоа е решавањето на 5-6 годишниот проблем со базените, кои што не знам колку луѓето се запознаени, меѓутоа се почнати пред повеќе од 5 години и до сега с ништо буквално не е мрднато, само стојат оние црни чиреви по општините. Така да тоа ќе биде едно од приоритетите. Втори приоритет е да изградиме 4 до 5 спортски сали низ цела Македонија. Така е еден преоптимистички мој план, меѓутоа јас сум сигурен дека ќе успееме. Колку би биле професионални, нешто што ќе може да се користи? Сакаме да направиме најпрво овие сали кои што се и сакаме да ги направиме да бидат типски, да бидат сите исти, да бидат со гледачи од околу 1500, затоа што најголемиот дел од барањата по општините на локално ниво се токму тие. Имаме градови и општини каде што буквално немаат сала дечињата за да држат часови по физичко, а не па да зборуваме за било каков професионален спорт. Така да тоа ќе ни биде двата, да ги наречам, завршувањето на базените, изградба на 4 до 5 спортски сали, изградба на една спортска сала која ќе биде за боречки вештини во општина Бутел, која што теквондо ни е во моментов олимписки спорт број 1 во државата и ние мора да го почитуваме тоа и да заедно со Федерацијата на теквондо направиме нешто кое што ќе се вика дом олимписки за боречки вештини, кај што сите оние кои што федерации кои што ќе имаат кои што се од боречките вештини ќе можат да си имаат еден дом. И така да мислам дека се ова ќе успееме да го завршиме, можеби малку е преоптимистички. Временска рамка имате за нив отприлика или? Па мислам дека за повеќето од овие, кажав, базените се надевам дека ќе ги завршиме до крајот на летото. Во истиот период, некаде можеби од февруар, март, да почнеме барем 2 спортски сали до крајот на летото и втората половина на фискалната година да почнеме уште 2-3 да ги почнеме, така да направиме некој план да можеме и да знаеме како ќе го испланираме и буџетот за таа година. Така да треба да се планира многу, треба да се направат проекти, треба да се објават јавни повици за се ова што го говораме и меѓутоа, како што кажа, мислам дека Министерството има капацитет, ќе буткаме сите оно колку што може, народски кажано, да се завршат сите работи колку што е можно, повеќе да се завршат. Ќе ви давам како пример за реконструкција на спортската сала во Радовиш. По проект 20 милиони денари кошташе реконструкцијата. Во договорот стои дека рок на изведба ќе биде 6 месеци, а ние салата да завршиме за 45 дена. Што значи дека во една добра комуникација со економскиот оператор, со взаемно разбирање и взаемно почитување на нашето време, да речам, успеавме за рекордно време да ја завршиме многу пред предвидениот рок на изградба. Исто така беше за атлетската стаза во Гевгелија, која што не ја спомнавме. Мислам дека по договор беше 90 дена рок на изградба, ние успеавме да ја завршиме за 35 дена. Што значи дека ги пробиваме сите рокови во позитивна смисла да предреме ги завршуваме сите оние обврски од капитални кои што си ги задаваме како цели. А базените ги прават 5 години со лажичиња да не ги копаат? Па, не знам кои причини, меѓутоа базените беа застанати 5 години, буквално се работеше нешто символично на нив. Планирате сега до половината на годината да бидат готови? Па барем 5 да бидат. Да. Се надевам ќе имаме во текот на утрешниот ден состанок повторно со економските оператори, кој ќе биде веќе втора оваа недела и да најдеме заеднички јазик да ја одглавиме работата која што на крај на денот е во интерес на сите да што е можно побрзо се завршат тие базени. Ова е делото на што го велите дека ако сакате да очекувате спортисти со успехи од спортот, нели треба да дадете и подобри услови за истите тие спортисти и спорт, нели зборуваме најчесто за инфраструктурата, но и за други моменти? Па инфраструктурата е дел од основните услови ако сакате да барате резултат. Вие не може да бараме резултат од млади талентирани пливачи кои ние немаме базени во Македонија. Да не се лажеме, едниот е на Борис Трајковски, другиот е олимписки базен кој што е даен под концесија и кој што
сите сте свесни во каква ситуација е. Таму доправа треба да свитува договорите, како е даден, на колку години, под кои услови е даден. И мислам дека треба доста време, меѓутоа еве, овие базени, иако не се олимписки, иако се, да ги наречам, школски, меѓутоа ќе отворат многу простор за пливачки школи, за едноставно не секогаш и врвниот спорт, затоа напоменувам дека јавен интерес е многу важен во нашиот сегмент на работење, меѓутоа тие базени можеби нема да допринесат, не знам, за врвни резултати на најталентираните пливачи. Меѓутоа, она оптоварување кое што е на двата базена ќе се распореди низ Скопје и тоа ќе можат професионалните пливачи да имат поише време слободно на базените, да повеќе време да тренираат. Така да се е некако поврзано, овие базени се според мене убаво да се завршат, затоа што без разлика која да речеме влада и да ги почнала и да застанала и да заглавила со нив, нормално дека е обврска, затоа што сите ние сме одговараме пред граѓаните, одговараме со резултатите или со работењето или со неработењето. Меѓутоа, според мене, мислам дека е убаво да се завршат овие базини, затоа што, пак ќе повторам, можеби не се за врвен спорт, меѓутоа ќе бидат што е можно дечиња повеќе да одат на пливање. Тоа е тој јавен интерес кој што го зборувам постојано, а тоа е да што е можно повеќе дечиња се бават со спорт, во конкретниот случај со пливање. Но така, почнувајќи од мали нозе, имате шанса повеќе како држава да детектирате нови млади таленти кои што ќе се покажат. Вака буквално немаат каде да отидат за да го покажат својот талент, така? Па видите, квалитетот секогаш се вади од квантитетот. Да. Вие не може да барате квалитет ако имате само 200 дечиња пријавени, например, во пливање, така да ние мора да го омасовиме пливањето, во конкретниот случај за базените кои зборуваме, да го омасовиме, да се запишат, не знам, можеби 5-6 илјади дечиња на пливање, да почнат рекреативно, да одат, не знам, 2 пати неделно, да одат 3 пати неделно, па потоа ќе почнат да одат 4 пати неделно, па пола од тие кога ќе дојдат во пубертетот ќе се откажат заради девојка, дечко, љубов, како и да е. Меѓутоа, најпрво ќе прераснат во здрави луѓе кои што ќе практикуваат спорт, а потоа ќе се водат и по некои си спортски кодекси за точност, за дисциплина, рано будење, обврски за одреден тренинг, така да и ние на крај на денот од таа масовност треба да извлечеме барем 5-6 пливачи кои што ќе бидат талентирани, па од тие 5-6 пливачи да бараме 1 до 2 кои што ќе бидат врвни пливачи. Така да, според мене, таа масовност е многу важна, тој јавен интерес е многу важен, таа рекреација е многу важна, да почнете со рекреација и потоа се развивате во еден спортист. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е министерот Борко Ристовски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е министерот за спорт Борко Ристовски. Министре, сработивте повеќе работи во овие 6 месеци од она што можам да ги набројам. Успеавте да ги обезбедите средствата и да ги извадите субвенциите за спортистите и за националните спортски федерации, обезбедивте поддршка за врвниот спорт, обезбедувате поддршка за млади талентирани спортисти, обезбедувате поддршка за развој на женскиот спорт за промена. Министерството за спорт се јави како покровител и го помогна одржувањето на неколку големи спортски манифестации како Охридскиот пливачки маратон, Скопскиот маратон. Сега сето ова се сработи, но какви се придобивките за македонскиот спорт од сето ова поддршка што ја давате како министерство? Има ли плод целата работа? Па напоменав на почетокот, не може да очекуваме не знам какви резултати за 6 месеци. Меѓутоа, она што е важно е дека конечно државата или министерството мора да стави или сме решени да ставиме под контрола, под знак наводници, или да го субвенционираме, да финансираме се она што значи јавен интерес. Да речеме Визер маратонот во Скопје, кој што се одржува, кој што има, не знам, 15.000 учесници, и главен покровител да биде Визер. Мислам, и да се вика маратонот Визер. За мене тоа нема логика, и јас не би сакал и не сакав
иако сме главни спонзори на маратонот, бевме на маратонот изминатив период, меѓутоа касно се уклучивме како спонзори, не сакав да го менуваме логото на целиот настан, затоа што веќе организаторите си има спремно и одлучивме само да биде Министерството символично обележено. Ние мислиме дека настанот таков габарит, таков вид, кој што најпрво врзува 15.000 луѓе, не може да биде никој друг покровител освен Министерството за спорт или градот Скопје. Во случајот градот Скопје не е заинтересиран, затоа ние се одлучивме да не дозволиме да организаторите на тој маратон се соочат со финансиски проблеми, потешкоти за да обезбедат буџет за организација на тој маратон, и ние влеговме на нивно барање како спонзори, како покровители, како сакате кажете го. И тоа е еден од начините на кои што мислиме дека треба да функционира спортот, така треба да функционира се она што пак ќе повторам, можеби сум досаден, меѓутоа јавниот интерес е едно нешто кое што можеби нема дефиниција за тоа што е јавен интерес, меѓутоа јавниот интерес е се она кој што обединува многу луѓе во државата, во градот, без разлика кај се наоѓа. Јавниот интерес е се она што промовира вистински вредности, и јавниот интерес на крај на денот е се она што се вика промоција на спорт, промоција на државата, затоа што по тој маратон или на тој маратон учествуваат и многу луѓе кои што се надвор од нашите граници, така да не е само затоа што не се гледа само колку вие средства ќе вложите, него се гледа и каков бенефит добивате за тие средства вложени. Бенефитот не мора да значи само финансиски, и кој што исто така важен, затоа што тие 15.000 луѓе барем пола нека се од надвор, или нека се, не знам, 5.000 луѓе од надвор. Тие 5.000 луѓе треба да спијат тука во Македонија, тие 5.000 луѓе треба да јадат во Македонија, тие 5.000 луѓе треба да потрошат некој денар, и мислам дека има некоја математика која што е околу 70 евра дневно туристи до 90 трошат во Скопје и во Македонија, така да кога ќе помножите, ќе направите таа математика, пак доаѓаме до некоја позитивна бројка од финансиски дел кој што ќе се слеат во буџетот, и на крај на денот со самата промоција на вашата држава, на сите оние луѓе кои што ќе дојдат, ќе прошетаат, дали се работи за 2 дена тука, за 3, за 5, меѓутоа ќе прошетаат, ќе ги видат сите оние убави работи кои што Македонија ги нуди, и тоа е кој што се вика јавен интерес и промоција на вашата држава или на Македонија дома, меѓутоа и надвор, затоа што тие луѓе, верувате, скоро сите си одат презадоволни од храната, од убавините, од природата на Македонија, се она што го нуди Македонија како држава, така да бенефитите се повеќе слојни кои што со вложувањето или со инвестирањето или со покровителство на таквиот турнири, тоа е тоа на кој што треба да се фокусираме. Така да тоа е само еден сегмент на кој што ќе инвестираме. Напоменавте и вие, инвестираме во млади таленти, инвестираме во лица на кои што навистина им е потребна финансиска поддршка за развој и се влюбеници во спортот, и мислам дека и рекреативниот спорт после нова година ќе го издигнеме на едно многу повисоко ниво, затоа што според наши информации околу 200.000 луѓе се бават со рекреативен спорт, што е една огромна бројка, и ние сме тие кои што треба да им направиме услови за да нивното функционирање и спортување од било кој спорт биде олеснето. Така да кажавте, не работиме на план само на професионалниот спорт, работиме на рекреативниот спорт, на поддршка на индивидуалци, талентирани деца, промоција на татковината, и кога се се собере, мислам дека тоа се тие бенефити кои што Македонија ги добива со постоењето или со отпочнувањето на работа со Министерството за спорт, и мислам дека и во иднина ќе пробаме да секаде онаму каде што во рамки нашите можности нормално, секаде онаму каде што ќе има бенефит јавноста, секаде онаму каде што ќе има народот бенефит, државата, јавноста, да се обидеме да бидеме покровители и да на крај на денот привлечеме што е можно повеќе луѓе да спортуваат. Стартувавте како нова институција, но ја наследивте, односно сте наследници на
Агенцијата за млади спорт. Сите знаеме што се случуваше таму во минатото, во меѓувреме имаше ревизии и сето тоа што донесува. Тие можете да не откриете што се случувало, дел од оние работи што се случувале, а беа јавна тајна дека се случувале таму. Па добро, знаете дека има и кривично дело, обвинение за повеќе луѓе, делот тие се за злоупотреба на овие средства кои што ги кажувам, тие ги кажуваат ваучери. Ние сега тој збор ќе го тргнавме, сега се викаат субвенции во спортот. Дел од ревизиите, јас напоменав и тоа го кажав и на влада, нити еден денар нема да се исплати од буџетот или нема да подпишам да се исплати, се додека не завршат ревизиите. Ревизиите течат, во тек се ревизии на се она што била од капиталните инвестиции. За дел веќе се завршени ревизиите, се позитивни и се исплатени дел од средствата. За дел се уште траат. За дел имаме сознанија дека е направени тешка злоупотреба на позицијата и мислам дека после празниците ќе поднесеме и соодветни кривични пријави до Министерство за внатрешни работи и да почнат веќе да го тоа стават во, не знам како и да се нарекува тоа, меѓутоа во рамки каде што ние нашето ќе си го завршиме, се она до сега што сме нашле дека има недоследности да го пријавиме со соодветни докази и подкрепа, а останатото останува на нив да они си го сработат случајот во што не се ни сомнев. Утре е манифестацијата спортист на годината, нели се избираат, односно се посочуваат најдобрите спортисти во 2024-та, но реално е гледано од она што го видовте, сепак друго е гледано од страна како спортист и како човек, нели, кој што беше во дел од Комисијата за спорт во ВМРО. Да помене сега како министер, докаде е македонскиот спорт, како би го оцениле? И колку подобро може да биде и што вие како министерство може да сторите околу тоа? Во моментот. Може да биде многу подобро. Во моментов кажав за секој оној позитивна промена, резултати требаат, не знам, од 6 месеци до 1 година. Ние како министерство напоменав, кажав, сега ќе повторам пак, наша обврска е најпрво да создадеме услови за тие спортисти. Втора обврска е да ги финансираме вистинските таленти кои што почнуваме да ги финансираме. Трето, мислам дека како одговор на вашето прашање директно, мислам дека спортот во овој момент со мали случок на индивидуалци и на блесоци ни е статус кво, затоа што не гледам дека има простор за напредок на начин на кој што бил финансиран спортот до сега. Се делеле средства, не знам, на сите спортови на све, и од тоа делење на средства на сите спортови немало приоритетни спортови, немало приоритетни талентирани деца, немало контрола на тие средства и затоа спортот не е на статус кво. Сите биле задоволни, меѓутоа на крај на денот спортот, државата не гледал никаков бенефит од сето тоа. Сега ние малце ќе го смениме, ви кажав тоа, и сосема различен од начин на финансирање, мислам дека пак ќе повторам, за 6 месеци до 1 година ќе даде посакувани резултати. Инаку уште една, да напоменам, само се извинувам, новина символична, меѓутоа сакам да напоменам како новина, Министерство за спорт претходно во изборот на спортисти, млади спортисти, имало си некаква комисија за спорт, која што при Агенцијата за млади спорт, која што на крај на денот одлучувала кој спортист ќе победи, кој ќе ја добие наградата. Ние во конкретниот случај апсолутно транспарентно немаме формирано таква комисија, нема ни да формираме. Единствено мерило за тоа кој ќе ги добие наградите оставивме да гласат федерациите, спортски тренери и јавност. Значи мислам дека нема никакво апсолутно право министерството да има некакво си дискреционо право да одлучува кој спортист ќе добие која награда. Тие се многу работи кои што во зависност од кој со кого има нели поблиски релации, така и ги доделувале наградите. Сега апсолутно транспарентно си гласаат сите федерации, си номинираат федерациите своји представници, истите тие федерации си гласаат за сите спортисти, новинарите се уклучени, јавноста уклучена и најтранспарентно, така да Министерство за спорт апсолутно транспарентно ќе ги додаде сите оние награди на кои што нормално ќе ги изгласаат сите федерации, новинарите и јавноста.
ќе го избегнете она што се случи во изминативе 3-4 месеци, бидејќи комисиите за државните награди беа оформени најчесто од минатата власт и сите награди што се поделија, државни награди се доделија во рацете на блиски до СДСМ, блиски до ДУИ. Така беше, да не се лажеме, срамота жива. Кажав, констатацијата ви е на место, затоа и кажав, ние таква комисија немаме, нема ни да формираме, Одличен потез. затоа што транспарентноста ни е високо на агендата, може и моментот звучи малце чудно, ние немаме веб страна кај што може да ги објавуваме овие работи, меѓутоа тоа не зависи од нас, тоа зависи од институциите во владата кои што ги прават веб страниците, па и нашата, така да чекаме од нив. Така да меѓутоа крајно транспарентно, без никакви комисии, без никакви партиски не знам, членови кој ќе биде на која комисија, пак ќе си направиме една комисија од наши пријатели, па тие ќе земаат солени, да, цела година. Паушали од Министерството за да се состанат еднаш во годината. Не, ние, како што кажав, пак ќе повторам, најтранспарентно оставивме да самите федерации си гласаат, самите федерации ќе одлучат и го валоризираат успехот на секој поединец или екипен или било каков спорт, така да тоа се начините на кои што ние сакаме да, иако Министерство за спорт е политичка функција, меѓутоа треба да направиме една дистинкција што значи директно вмешување во спортот, што значи плански вмешување во спортот, како вие мислите дека треба да изгледа спортот. Ве прашав и пред 3,5 месеци, чина ми бевте гостин почетокот на септември, дали е она што го очекувавте да се биде на позицијата министер, односно прв човек во едно министерство, еве во перспектива после 3,5 месеци од тогаш, дали очекувавте да биде потешко или полесно од она што беше очекувано? Не очекував да биде нити потешко, нити полесно, очекував да спортот во нашата држава биде на едно повисоко ниво на ова кое што го затекнавме, затоа што едно е кога гледате од надвор, меѓутоа кога ќе влезете и кога ќе видите работи внатре, толку така. Сваќате дека ситуацијата е била многу полоша од колку што сте очекувале. За мене, јас сум бил таков и као спортист, не постои тешко и лесно, постои само дали сакате го направите или не сакате да го направите. Така да одговорот на вашето прашање би бил дека едноставно ситуацијата е таква каква е, нема многу да се жалиме, тоа е тоа кое што го начекавме. За мене многу се поважни реакциите. Како вие ќе реагирате на тоа што сте го нашле, мислам дека првата реакција од Министерството и од мојот тим и од целото Министерство во однос на најпрво враќањето на институцијата на едно нормално ниво, зборувам се за банални работи, да се знае кога се доаѓа на работа, да се знае кога се оди на работа, да се знае кои се работните обврски на секој поединец од нас, да се знае дека кога има работа, затоа што спортот не познава, не знам, ја работам до 2:30, приклучувам дома. Тоа не постои кога работите во спорт. Значи, ако треба да се остане до 7 попладне, ќе останеме сите. Ако треба да се, не знам, ако си ја завршиме работата, не знам, порано, си ја завршите работата порано, меѓутоа можноста да уведеме една култура на однесување, како треба да изгледа на институција, посебно Министерство за спорт, затоа што според мене спортот треба да промовира витештво, јунештво, искреност, да промовира едноставно вистински вредности, и тоа беше најголемата борба со која што се соочивме, и нормално да е една спортска култура на однесување во комуникација со федерациите, со сите институции, затоа што кажав и напоменавте и вие, најголемиот дел од федерациите или голем дел од федерациите се навикнати да очекуваат дека државата е должна по секоја цена да им даде средства за функционирање на нивната федерација или на клубовите, а не ја сваќаат поентата дека државата е должна само 20% од вашиот буџет да обезбеди, се останато е оставено на вашите менеџерски способности. Така да тој менталитет ќе треба да го разбиваме и да се објаснуваме уште краток период, меѓутоа мислам дека до лето потоа сите ќе се навикнеме на новата ситуација во која живееме. Многу работа, многу кукавичи јајца останаат и многу жешки костени, но не се жали. Нема зашто. Ако сме се нафатили да работиме, јас кажав, мојата желба е поголема од било кој проблем кој што може да најде, кој што наидува нормално, и
и сега може би во спортски шаргони, меѓутоа не може да има толку препреки колку што јас можам да ги поминам. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам на запознавање. На една недела пред новата година посакувам среќна нова година и за вас и за македонскиот спорт и за Македонија. Благодарам исто и на вас. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.